Добар ви ден, почитувани гледачи! Заедно со екипата на Вкусот на традицијата ве поздравуваме од комплексот Етно село Тимчевски. Се е подготвено за новиот рецепт на денот. Вас многу добро ви е познато дека Вкусот на традицијата секогаш се навраќа на нашите традиции, обичаи према празници и така натаму, но сака и да дознае некои рецепти што се вели завртени па превртени. И кога ќе помислам на празниците, да кажеме, како Великден, како Божи, како Богородице и така натаму, знам дека во некои краеви на Македонија многу често се подготвува кадаив. Кадаив со ревчиња се попарува. Ја паметам уште и мојата мајка на времето, барем еднашка во месецот ни правеше кадаив. И кога ќе се спомене кадаив, секогаш ни асоцира на нешто сладко, вкусно, шербетлија. Имаме и кадаив во една од емисиите, претходно направивме заедно со Цуна, шефицата во комплексот Етно село Тимчевски, кадаив во ванила крем, па кадаив со шербет, со ореви, со суво грозје и така натаму. Но пред скоро време мојата драга другарка Сонја, која што ја поздравувам и е редовен наш гледач, ми даде рецепта за солен кадаив. Реков, да, тоа е тоа, затоа што бегам од многу од парени работи, шербетли и така натаму, ова е одлично. И сега кадаивот можете да го купите најчесто на Бит пазар кај нас во Скопје или во другите градови во Македонија на пазарите, но ретко па и кога ги има, нели? Можете да ги најдете во најразличит облик, како топка, еве вака како топка, во ленти долги, спакувани како волница, често со викам, па можете сами да ги формирате и така натаму. Значи, нешто многу интересно. Сега, драги мои, јас откако ја дознав рецептата, еднашка го направив овој солен кадаив. Толку беше вкусно и убаво и сама дури си додадов некои работи, па мислам дека вака за душата ми се залепи. Но еднашка се подготвувам да правам и не можев да најдам кадаив. И тогаш другарка ми вика, ма земи, вика, фиде, со фиде исто ки излезе. Викам, тоа фиде го има секаде во сите маркети и токму сега ќе ви презентирам солено фиде. Значи, исто е, верувајте, комплетно исто како со кадаивот, прстите да си ги излижете. За овој специјалитет вас ќе ви биде потребно 400 до 500 грама или кадаив или фиде. Понатаму, ќе ви треба 150 грам или 200 грама, нека биде побогато, овчо сирење, кравјо, мешано, не е важно што, 200 грама биено сирење, или знаете што најчесто препорачувам за овие рецепти, оно што ќе ви остане дома во фрижидерот. Сте го почнале калапчето, па ви останало. Сте го започнале калапчето кашкавал, ви останал. Некое саламче ви останало, можете комплетно да ги искористите токму за овој рецепт. Значи, тука имам 200 грама биено сирење, имам 200 грама сланина, а вие можете да ставите 100 грама пилешка шунка, мартадела, што и да е, колбавче можете да ставите. Значи, еве ви една палета на избор што се можете да ставите. Значи, 5 јајца ќе ви требаат, половина коцка маргарин или половина коцка путер, ќе ви треба 700 мл млеко, малку масленце за подмачкување и може малку водичка, имајте си на рака доколку едноставно впие веднаш фидето или кадаифот. Од зачини ќе ви треба оригано, ќе ви треба буковец, триена сол. Сол не препорачувам да ставам, но ќе имам солта во резерва, затоа што и биеното сирење
и ова овчо сирење се исклучително солени и мислам дека многу ќе го осолат фидето, тоест кадаифот. Сега да започнеме со работа. Најпрвин што ќе направам, ќе го ставам маргаринот да се стопи. Да се стопи и веднаш ќе исклучам. Ете така. Нека се топи. Треба со лажица. Да го земам со лажица. Така треба да ја стопе. Ете така. Најпрвин ќе исечкам сланината и сирењето. На коцки. Ова е толку многу убава сланина. Ништо не вадам од неа, ништо не лупам од неа, затоа што навистина е многу вкусна. И ова е димена на дрва. Од ова да ви кажам, излегува еден многу богат и ефтин појадок, вечера. Исто така, кога ќе ви дојдат внучиња, деца на гости или ако сте поголемо семејство, ова да го направите и веднаш од рерната на трпезата. Тоа му е мајката за овој специјалитет. Рерната да ви биде вклучена на 250 на почетокот, а потоа ќе намалиме на 220. Кога ќе дојде времето за правење на кори или јуфки, нели се прави тарана, но се прави и фиде, исто така, за да имаат луѓето во текот на целата зима, затоа што фидето се користи за правење на супи, чорби и така натаму, но исто така, фидето можете да го искористите и во благата варијанта, како кадаифот, значи они еден со друг се роднини, што се вели, можете од фидето да направите вкусен десерт, да го попарите со шербет, со ореви и со суво грозје. Еве ја сланината. Сега малку ќе го намастам тавчето со зејтинче и секако ќе ставам малку стопено маргаринче. Значи ќе помешаме масло и зејтинче. Доволно е ова. Сега да си направам место. Ето така. Ќе го ставам сега, ќе го наредам фидето вака, на топки. Ќе ви треба едно плехче, може и округло, може и четвртасто, како сакате. Ете така, еве мене вака ми ги собра. Толку се креативни нашите домакинки, да, ете, не збогатуваат со вакви преубави рецепти. Сонја, ти благодарам уште еднашка. И реков дека оваа рецепта ќе ја споделам со нашите гледачи. Затоа што вие секогаш сакате ефтини, брзи, практични, она што го имаме сите дома. Сега, додека го сечкам и сирењето, ќе го ставам, ќе го намрсам уште малку фидето од озгора, вака, и ќе го ставам
да се потпече, да дрпка. Вака, во секое гнездо ќе ставам стопен маргарин, а тоа што ќе ми остане, ќе го ставам на крајот, кога ќе го вратам повторно во рерна. Така, имам доволно и за на крај, значи ова оди на 250, значи да е врела рерната, го оставам 10 минути и го вадам. Во меѓувреме ќе го насечкам сирењето и ќе ги изматам јајцата со млекото. Се гледаме откако ќе се испече фидето. Сланината е готова. Сега го земам биеното сирење. И тоа исто така на коцки, но можете и да го нарендате. Се исто е. Но јас го сакам повеќе на коцки, така да го почувствувам. Еве и биеното сиренце е готово. Така. И сега остана белото сирење, а ова и тешко да се сече, оти е многу масно. Многу. Па можеме и така. Да. Нека го ова сирење вака. Така. И ова го одложуваме настрана. Сега ќе ги изматам јајцата и млекото. 5 јајца со 700 мл млеко. И може да ставам тука малку сол и зачините ќе ги ставам тука. Ми падна ова. Ќе ставам малку сол. Да. Ќе ставам малку триена сол. Буковец. Па една кафена лажичка доволна е. Малку оригано. Така. И сега ќе го изматам прво ова. И сега знаете што е штосот? Кога ќе го извадите кадаифот или фидето врело, веднаш полите го со овој прелив, претходно нели сирењата и ова, и веднаш вратете го во рерна. Да се допече на 180, а пред самиот крај кога значи ќе се впие и ќе набабри фидето, ќе ставите на 200 степени да фати коричка од озгора. Ова е готово. Сега ќе го ставам млекото. Одлично. Промишувам.
Ете, така подготвено е сега, да го чекаме уште фидето да фати коричка, да зарумени. Драги мои, еве го подпечен кадајфот или фидето, значи подеднакво исто и кадајф и фиде. А сега ќе ставам од ова што е биено сиренце и така и од озгора да има. Леле, како убаво мириса. Е, така можете и вака да го стиснете слободно. Другото што ќе остане, ќе го ставите од страните. Сега ставаме од сиренцето. Ете така. Тоа што ќе остане се, ви кажав, измеѓу. Така. Исто и за белото сиренце важи. И потоа ќе си бара тивко печење на 180. Така. И сланинката. Сега ќе го полијам со филот. Откако ќе ставите на секое гнезденце, убаво може да налиете. Сега вака почнувам. Одлично. И сега да ви кажам, од озгора ќе ставите остатокот од маргаринчето, но и да знаете дека може да доставите и малку или водички или уште малку млекце. Вака сега идеме. Тоа кога ќе се пече на тивко, ќе набабри, ќе прими од филот и ќе биде меко, соленко, со многу сирење, со многу сланинка, а сепак крцкаво. Сега веќе може да оди на печење. Се гледаме со вас кога ќе биде испечено.
мераци, сите гости што доаѓа овде, само прашуваш што готвите толку добро што мириса. Значи, ако ја ставите и уште повеќе да се излади, тоа ќе биде прекрасно. Ова гори да ви кажам, но ние немаме трпение. Гледајте каква убава пита, значи солен кадај или фиде, значи внатре меко душа, а надвор крцкаво, одозгора крцкаво. Ја послуживме со салатичка, марука, може краставица, патлиџанче, што сакате, љути пиперчиња, може кисело млекце. Јас одбрав една чаша убаво бело винце. Сега да го пробам. Леле! Јас мислам дека сладо кадејв не би правила. Сем се разбира кога е сродно на некој наши обичај. Лудница, леле каков вкус, ау! Леле, преубаво е, превкусно е. Можете и, например, ако ви останало некој парченце кашкавал, можете и од дозгора да го нариндате. Прекрасно е. За душата ви се лепи. Толку што е вкусно. Драги мои, ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски со мислата на нашиот ден и на нашиот рецепт на денот. Велат, не ја расипувајте сегашноста со минатото кое што нема иднина. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. Направете го прекрасно.